Денес имам интересна тема. Темата е како да ги избегнеме негативните карактеристики од родителите. Мислам дека, фала Анета, мислам дека имаме интересна тема поради тоа што многу често, не знам дали вие сте се фатили, јас сум се фатил, наликувате на некого во некои негативни карактеристики. Нели? Одеднаш ќе почнете да имате револт или став, или некој намршен став како што имала мајката, или можеби го имате тој став од таткото. И што се случува во дадени моменти, она што секогаш го промовирам, она што секогаш го зборувам, најважно е да бидеме ние. Најважно е да бидеме оригинални, најважно е да бидеме своји. Но многу често, знаете, како мантили, насобираме идентитети од други луѓе со кои што доаѓаме во комуникација. Така имало други луѓе со кои што сте биле во комуникација. Тука биле вашите родители, тука била можеби сопругата, можеби девојката, можеби дечкото. И одеднаш, како тече животот, гледаме дека ние не сме во нашиот идентитет, не сме си тоа што сме си биле оригинално, ги немаме нашите идеи, нашите ставови, нашите желби, тука како да сме присобрале ставови, мисли, емоции на околината. Сега, секој еден човек во животот има свој идентитет. Така јас во животот имаме различни идентитети и многу идентитети. Поради тоа што животот е игра и во животот и улогата на живеењето мора да имате некој идентитет. Кога учам, сум студент. Кога, не знам, држам предавање, сум предавач. Но исто така можам да бидам и личен консултант, така затоа што тоа го правам и тоа е индивидуална активност, имам други идентитети во текот на денот. Ке дојдете дома од работа, не сте више шеф, ви се случило некојаш ќе дојдете дома со истиот идентитет кој што го имате на работа, замислете има некој човек кој што е шеф на работното место. И таму се има своја улога и свој идентитет. И шефот или раководителот, и една од улогите му исто така да дава наредби и упатства. Но кога ќе дојде дома, замислете, доаѓа дома и не го сменил идентитетот. Не се го оставил тој капут на работа, со истиот капут доаѓа дома и почнува да и команда на сопругата, и сопругата му вика: ти на работа ли си уште? Шо прежи? Така да можеме да видиме дека во животот имаме многу идентитети и не е секој идентитет за секаде. Еден идентитет си е за едно место, друг идентитет си е за нешто друго, така да нашите идентитети можеме свесно да ги земеме и така е најдобро и свесно да излеземе од нив. Гледате, во животот имаме идентитети како треба нештото да биде. Ако сте гледале мојата емисија за биди, прави, имај, биди е идентитет. Така, за да имаме нешто, мораме да одлучиме што ќе бидеме, па да правиме и на крај да имаме некаков резултат. Но, замислете, јас сум во идентитет кој што не е соодветен за предавач. Дојдам на работното место, имам група на луѓе од некоја фирма кои што треба да ги мотивирам, или сте ми дошле на предавање и однаш сум ја засрамен. Или не можам да комуницирам, или не можам да ви кажам добро вечер, или не можам се поздравам со вас. Значи, мојот идентитет за тоа место не е соодветен. Така, или имате некој професор, такви професори сме имале, ќе ви дојдат на час, на табла ќе ви испредадат што и да треба да испредадат, воопшто не комуницираат со децата, децата се гласни, ќе си го затвори он дневникот, после 15 минути предавање си ја завршил работата, тоа е идентитетот кој што го има, не е соодветен. Не е соодветен поради тоа што идентитетите мораме да ги прилагодиме да бидат соодветни на таа улога во животот што имаме. Замислете, ако имаме улога на пријател кој што треба некого да сослуша. Ви се случило ако дојде некој човек кој што воопшто не е заинтересиран за вас, ви е пријател, ама само си мисли за себе. Ти му збориш нешто, имаш некој проблем, му се жалиш, не те слуша, он едва и чека он да ти каже нешто. Гледате, тоа не е добар идентитет за таа улога, а неговата моментална таа улога е да ве сослуша, поради тоа што ви е пријател, така? Или имате, не знам, сопруг и сопругот е дојден од своето работно место и вие како сопруга наместо да го изслушате или да направите убава комуникација, воопшто не му обраќате внимание. Ето, тоа не е добар идентитет, тоа не е добра улога. Сега ви се случило ли некогаш да протестирате против некоја улога на вашите родители? Мајката ќе дојде бесна и ќе почне да вика, има некој арогантен став, има некоја емоција кој што не ви е убава и гледате дека тој нејзин идентитет не ви одговара. Например,
Јас сум видел многу затоа што работам индивидуално со помлади деца и ке дојде таткото или родителот, јас знам одма кај е проблемот со детето. Таткото има таков став кој што можете одма да го видите кога ќе почне мене да ми зборува нешто за син му. Ама он е вака, он не знае, он забушава. Толку негативен став има кон детето, да тој кога е во комуникација со своето дете не може да излезе од тој идентитет. Ама тој идентитет не е добар. Тој идентитет е погрешен. Гледате, тој идентитет кој што му прави проблеми во животот. Или ако имате некој човек кој што е дете кој што е студент и постојано е во диско, постојано искача, не фаќа книга, нема резултати поради тоа што идентитетот му е погрешен. Гледате, во животот, ако почнеме да го наштелуваме идентитетот каков што треба да ни биде, секогаш ќе дојдеме до резултатот кој што треба да го добиеме. Но клучот за сето тоа е каков идентитет сме. Сега, некогаш не само што немаме добар идентитет ние, него почнуваме да превземаме идентитет од наши блиски кој што бил несоодветен кон нас. Колку често ви се случило, можеби родителот ваш се однесувал на даден начин кој што вие не сте го сакале кон вас и сега вие ги користите истите зборови кон ваш. Се надевам дека тоа не е случај со вас, но знам дека има такви случаеви. Така зашто поради тоа што одеднаш ќерката навлегла во идентитетот на мајката или ќерката може да навлезе во идентитетот на таткото или синот навлегол во идентитетот на својот татко или синот може да навлезе во идентитетот на својата мајка и да ја копира неа во даден момент. Сега кога зборам за улоги и за идентитет, најдобро е, сте виделе децата колку можат да влезат во различен идентитет и можат да излезат од идентитет. Како? Детенцево си игра со куклата и она може да биде куклата. Или си игра со мачето и фактички може да биде мачето, така? Фактички она може да биде тој што е другиот. Може да влезе во тој туѓ идентитет. Се додека не влеземе во тој туѓ идентитет, ние фактички не можеме да го разбереме тој друг идентитет. Знаете зошто сме имале против кога некој ни викал, кога некој ни кажувал работи кои што не се соодветни или на несоодветен начин, сакале да не коригираат, многу често мене сакале на несоодветен начин да ме коригираат, и ти протестираш против тоа. Зошто? Поради тоа што гледаш дека тој не може да влезе во твојот идентитет. Тој е до толку оттргнат од тебе, да фактички разбирањето, ако сакате да разберете некој друг човек, мора да сте волни да превземете барем малку карактеристики од него во тој момент, не да ги превземете, него да сте волни да бидете тој, за да може да настане разбирање. Така? Но, не значи дека треба да останам во неговиот идентитет. Тоа е грешката. И за тоа денеска ќе зборам. Фактички, ние имаме секој од нас свој идентитет и треба да го негуваме нашиот идентитет. Поради тоа што во нашиот идентитет сме секогаш најуспешни. Фактички не успеваме во животот поради тоа што се обидуваме животот да го живееме со туѓ идентитет, а не со наш идентитет. Но многу е лесно да го изгубиме нашиот идентитет. Ќе ви кажам како можеме да го изгубиме нашиот идентитет. Така, гледайте, замислете, имало ситуација каде што јас сум помлад, во основно училиште сум и ми се допаѓа некој девојче. Но јас сум едноставно човек кој што е заинтересиран, можеби не пушам, не носам кожна јакна, немам тетоваж. Но со тој мој идентитет во кој што сум, не можам да ја освојам девојкава која што ми се допаѓа. Така, 6-7 оделение сум и во тој мој идентитет во кој што се наоѓам, гледате, таа не ми дава внимание. Но имам некој другар или пријател кој што е истотовиран, кој што зема пуши цигара, кој што носи кожни јакни. И она се заљубува во тој мој пријател. Така? Сега, што тоа мене ми дава индиректно, у наводници, поука, дека ја треба да влезам во туѓиот идентитет за да го привлечам незиното внимание. Така, поради тоа што битата е за вниманието. Се јас сакам таа девојка да ми обрати мене внимание и за да го добијам тоа внимание од неа, одеднаш она што се случува
Гледате, почнувам да пушам цигари, имам кожња, почнувам да тетовирам, така натаму. Зошто? Поради тоа што тој идентитет привлекол девојка која што јас сум ја сакам, веќе ја излам идентитет. Поради тоа што ако не можеме да добиеме нешто со идентитетот кој што сме ние, обично, грешно, почнуваме да се менуваме во тој идентитет, за да се обидеме на тој начин да го добиеме нештото кое што го сакаме. Ова многу лесно можете да го видите кај децата. Сте виделе децата почнува со високи емоции да ви бара нешто. И ако не може да го добие на тој начин, ајде да кажеме детето има идентитет на весело дете кој што доаѓа и вика: "Мамо, дај ми чоколадо, сакам да јадам чоколадо." Мајка вика: "Не може сега, ручекот доаѓа, нема шанса да јадеш чоколадо." И дето: "Ама сакам чоколадо." Гледате, го менува идентитетот, сега не е више среќно, сега станува љут. И ако не го добие со љутина, и мајка му се уште не му го дава чоколадото, детево ќе почне да плаче. Гледате, го менува, друг идентитет зима, за да ја добие истата работа. Не му текнува дека ја можам да останам и високо со емоциите и повторно да го добијам тоа што го сакам. Или во случајот со девојкава, која што можеби не ми обраќала внимание, можеби не е тоа девојката за мене. Викаат, ако мотивацијски говорник не се поти додека ви збори, не му верувајте. Се препати. При тоа што сакам да ви дадам се оно што сакам да го слушнете. Како и да е. Значи, влагаме во темава идентитети, поради тоа што е многу интересна. Сте виделе некој друг пример да ви дадам? Порано гледавме сите Брусли. Така, Брусли излезе, сите отидовме како мали у кино и што правевме? Сите имавме нунчаки после 2 дена. Така секој правеше нунчаки. И влагавме у идентитет на Брусли. Бевме Брусли. Зошто? Затоа што Брусли освојуваше внимание. Брусли добиваше внимание. Така, Брусли го добиваше вниманието и затоа што беше многу интересен, ние сакавме да сме Брусли, за да добиеме внимание од другите луѓе. Така да сите бевме со нунчаки. Сега, убаво е у животот, затоа што јас знам дека 20 минути сум Брусли и после татко и мајка ми кога ќе ме викнеа, обично со свирка, ќе ти свирнеа, ајде од уличка, доаѓај дома за ручек, више не си Брусли. Така, не си Брусли, поради тоа што ги оставаш нунчаките, доаѓаш дома, знаеш дека си тој што си и дека треба да седнеш да учиш. И многу е убаво кога можете да влезете во тој идентитет и да излезете од тој идентитет поради тоа што сте си вие. Тоа е како глумец. Замислете, имате некој глумец, кога игра некоја улога, влага у таа улога и после кога се оди дома се надеваме дека излезе од таа улога. Така, или може свесно да ја креира таа улога. Ајде така да кажеме. Под негова контрола е. Но што се случува? Гледате, многу интересно е. Сега ова нема да ми замерат уметниците, но многу често уметниците се некогаш склони целиот живот да го живеат во некој идентитет, кој што идентитетот филм. Интересно е ако размислите, така? Он сака да пати, он сака да е боемчина, он сака да е... Што и да е, тоа е некој идентитет. И он не е тоа. И низ тој идентитет он може би добива внимание од луѓето и е интересен. Гледате, тоа е целата поента на тоа, ќе се осврнам на крај. Поради тоа што е интересен, поради тоа што добива некаков опстанок. Девојките го сакаат таков, не знам, сите се врта девојка околу него. И он станува таков боемчина, кој што секоја вечер е со литро виски, кој што пуши марихуана, кој што и да ја прави глупости, само за да привлече внимание, ама не он тоа. Гледате, он искреирал некој идентитет, кој што е друг од него, ама преку тој идентитет оди во животот и добива се што сака. Или сте виделе некој човек, имате кој што се ке добие кога е љут. Имате такви луѓе, така? Имате човек кој што само со љутина може да добие тоа што го сака и поради тоа што околу него луѓето не ќе да толерираат лут човек, он останува во тој љут идентитет поради тоа што тој љут идентитет му ги отвара вратите. Сега некогаш во нашето минато сме влегле во некој идентитет, кој што може ни у тој момент ни дал некаков успех, но сме излегле од нашиот идентитет. Гледате, не знаеме како е во нашиот идентитет, поради тоа што во овој друг идентитет, ајде да кажеме уметников, така, уметников кој што има некаква идеја дека е влезен во лик,
што напиша Маја влезен у филм, точно, значи у некој филм е влезен кој што не е он. Идентитетот му е погрешен. Точно е дека преку тој идентитет добил некакво внимание, но не значи дека тој идентитет понатаму ќе му ги отвори вратите или не значи дека тој ќе биде најсреќен понатаму во тој идентитет. Ајде да кажеме, сте виделе многу често луѓе, и јас сум бил тој, или може би имате дечиња во основно оделение кои што се многу фини деца, кои што се заинтересирани, кои што се културни и така натаму, и одеднаш ќе се сменат. Однад целосно ќе влезат во друг идентитет. Во бунтовници, во деца кои што не сакаат, не знам да ги контролира никој, кои што им пркосат на своите родители. Детево го сменил идентитетот поради некоја причина. Веројатно, поради тоа што со тој идентитет во тој момент не го добил тоа што го сакал и почнува да излага од својот идентитет и почнува да влага во идентитетот на другите луѓе. Сега имаме многу идентитети и ќе ви кажам како можете да видите во чив идентитет сте вие. Ајде да се вратиме на детството или ајде да се вратиме на некои ситуации. Мајка ми моја и татко ми, прекрасни родители имав, и тие си беа у некој идентитет. Ке разберете на крај дека сме сите у некаков и во некој идентитет. Ама јас ке направам една минута пауза, само се земам джемпер поради тоа што ми застуди. Момент. Оке, дечки, се враќам. Иако се потама беше отворен прозорот до преска, така да кај мене дома е малку поладничко. Океј, значи, што зборевме? Зборев дека мораме да продолжиме во животот во нашиот идентитет. Поради тоа што тој идентитет ќе видите на крај, ќе ви објаснам, дека тој е тој идентитет кој што прво треба да го најдеме, поради тоа што тој идентитет ќе ни донесе работи кои што се добри, работи кои што се убави. Но зборев за моите родители, така? Моите родители, прекрасни родители, за кои што сум им многу благодарен. Мајка ми имаше свој идентитет, но нејзиниот идентитет беше наследен од нејзиниот татко. Како? Мајка ми беше човек кој што за неа немаше момент на релаксација. Ајде не видеше 5 минути, 10 минути, никој ништо да не прави. Ајде деца, отиде денот. Или ке дојде, не знам, сабота во некое време, каде што фактички можеме да се спиеме, нели? И она што се случува, почнува да ни кажува дека мораме да се фатиме на работа. Така? Поради тоа што отишол денов. Но тоа беше нејзиниот идентитет. Зошто бил тој нејзин идентитет? Поради тоа што дедо ми беше таков. Гледате, дедо ми беше таков војнички тип. И тој со неговиот став, со неговите зборови, со неговите реторики, сето тоа што го кажува и така натаму поминува и поминал или и ги пренел тие мисли и тие ставови на мојата мајка, поради тоа што умот, гледате, умот снима слики. Се она што се случува околу вас е снимено во вашиот ум. Нема бегање од тоа, дечки. Се е снимено во нашиот ум. Ако имате луѓе околу вас кои што се лути, антагонистични, кои што викаат, кои што едноставно, не знам, не сакаат со убаво да ви сообратат, таков има нивниот идентитет, гледате, тоа се отсликува кај вас. Ете колку пати сте имале луѓе што знаеш дека неговиот татко е многу антагонистичен, вика, едноставно псуе, и одеднаш синов после еден период станува ист како него. Така, си личат, копи-пейсте, еден на друг, исти се. Така, плюкнати еден од друг. Зошто? Затоа што синов го снима тоа и поради тоа што таткото веројатно бил успешен со тој негов авторитет и груб начин на действување, синов
почнува да мисли дека со тој идентитет исто така ќе успее во животот, иако тој идентитет му сметал кога бил мал. Ете, он не го почитувал тоа, не го сакал тоа, но некако подсвесно синов почнува да станува како неговиот татко. И исто така се однесува кон неговите деца. Се почне тој да им псуе, почнува да им ги кажува истите зборови татко му што му ги кажувал. Сте се фатиле некогаш дека од уста ви излагаат истите зборови како таткото или како мајката? Исто. И одеднаш ке речеш, женава е иста мајката. Така или имате сопругата ваша и ќе ја видите мајката и одеднаш гледаш дека у суштина твојата сопруга, дечки, станала иста незината мајка или вашиот сопруг е ист како неговиот татко. Поради тоа што тие муабети, тие разговори остануваат во нашиот ум. Или сестрата ваша ги кажува истите зборови кон вашата внука, како што вашата мајка не ја прекорувала. Имате одеднаш ке речеш, кај излагаш вака со мокра глава? Ке настинеш. После ја ке лежам кај тебе на кревет. Кој ке лежи кај тебе врз кревет кога ќе си болна ти, а? Зашто вака излагаш со голо пупаче? Бубрезите ќе ти настинат. Значи немој со мокра глава, сум ти рекла 100 пати. Немој со гол стомак. Значи ќе настинеш, девојче, ќе настинеш. И вие ќе дојдете и ќе речеш, еј, чекај бе, дадо, мама ти го збориш ова, мама ти го збориш. И она ќе ви се сврти и ќе ви рече, чекај ти да имаш своје дете, да видиш како ќе ти биде, ти кога имаш своје дете. И каже, и ова ти го збореше, ти кога имаш своје дете, мама истото ти го збореше тоа. Ама многу често, како идеме во животот, влагаме во идентитет на некого, ама не сме свесни дека сме влезени во тој идентитет. Многу често можеме да заликуваме во некои работи на идентитетот на мама, на идентитетот на тато, на идентитетот на дедо, на вујком имам земено идентитет. Гледате, многу често зимате идентитети од луѓе што ги сакате, поради тоа што ви се блиски, но често пати зимате идентитет и од луѓе кои што им пружате отпор. Против некои луѓе, колку повеќе отпор пружате, колку повеќе отпор им давате на тие луѓе, толку повеќе станувате како нив. Ете, може би вашата сестра пружала отпор кон вашата мајка за работите што ги кажала и сега ги прави истите работи. Истите работи што не сте сакале да ви ги прават, сега ги правите на нив. Сте имале татко и мајка. Така, и таткото и мајката купиле викендичка на Скопска Црна Гора у Бродец. И вие не сте сакали да идете на Скопска Црна Гора у Бродец, сабота и недела шо мајка барам у Скопска Црна Гора у Бродец, која сите другари ми се тука. Така, сакам да си играм со нив. Ама таткото и мајка, ајде, викендицата за вас ја направивме. Абе, таа е за да дишете чист воздух. Значи, шо ќе правите туку у загадениот воздух? Ајде, кидеме сите на планина. И ти протестираш, си викаш, леле, кога ќе ми дое викендица во наследство, ќе ја шитнам, ќе ја продадам. Така. Ама што се случува? Починуваат твоите родители, ја добиваш ти викендица во наследство, имаш фамилија и после едно време истата ректорика ти им викаш на децава, ајде деца на Бродец. Зашто? Заради чистиот воздух. Па за вас ли ја имаме? Гледате, почнувате да навлагате и почнувате да наликувате поставовите на тато или на мама. И многу често, да, за кого се мачев, се за вас правам. Колку пати ќе кажете дадени зборови, смешни ви се дури, така, ќе се фатите у даден момент и ќе речеш, леле бе ова мајка ми го збори, леле бе ова татко ми го збори, а бе ова ми излезе ист мајка ми сум. Некогаш се фаќате и можете да ги препознаете тие работи, некогаш искрено не. Така, некогаш може би не можете да видите дека сте влегле во тој идентитет, но верувате ми, сопругот ваш знае. Брат ви знае. Сестрата ваша знае. Од страна е многу лесно да видите у кој идентитет сте. Така? Не е лесно поради тоа што вие кога ќе влезете у тој идентитет, мислите дека сте вие. Гледате, мислите дека тоа е тој ваш идентитет. И мислите дека Бродец викендичкава која што имате, дека вие ја сакате. Не сте ја сакале, вие сте сакале да ја продаете. Ама ќе речеш, да, ама ми се смени концептот. Што ти се сменил концептот кога си имал 15 години, прво нешто што ти паднало на памет, ја таа викендица ќе ја продам и ќе си купам куќе у Охрид, поради тоа што у Охрид барем имам езеро и можам таму и затоа што таму се журките, затоа што тоа ти е битно кога си помлад. Но,
Она што се случува како старееме, ги зимаме тие ментални работи, ментални ставови. Гледате, низ цел живот можеме да поминеме со став на туѓ човек. Гледате, на туѓ човек, не сум ја. Може би вашата мајка имала страв од плин и од пегла да не изгасена. Колку од вас, коментирајте ми, сте имале ситуација каде што вашиот страв сега пеглата да не изгасена, или ќе излезете надвор од врата и се враќате по 3 пати да проверите дали е заклучено, дали не е заклучено, не е ваш став и не е ваш страв, него бил став и страв од вашата мајка или може би вашиот татко, гледате, сте го собрале. И сега живееш плинот, дали исклучен, рерната дали изгашена, пеглата дали изгасена, дали е заклучено по дома и така натаму. Не е ваш страв, не е ваш став, точно вики и вратата, и што и да е, ќе побудалите на крај, ама не е ваш страв. Гледате, многу од стравовите не се наши. Ги зимаме од околината. Ги зимаме од тие луѓе што многу ги сакаме. Или од тие луѓе што не ги сакаме. Како и да е. Ама не се наши. Така? Поради тоа што некој ги имал. Ама вашата мајка, поради тоа што постојано сте ја слушале за пеглата, за плинот, за дали е заклучено, тоа останало у вас. Сега у вашиот ум. На тетка Донка, да. Сега, она што се случува, сега почнуваш да биваш некој друг човек, со некој друг став. Не е твој. И тоа е тоа што мораме да го разграничиме, затоа што некојаш ќе влезете у туѓи чевли и го живееш нивниот живот, ама не го живееш твојот живот. И тука е проблемот. Општеството обожава да живееш туѓ живот. Така? Тоа е тоа. Гледате, сакам да сум свој, ама 50% од работите барем сум како татко ми. Ви се случило некогаш ке дојдете од некоја ситуација и може имате пријатели или во фамилијата и ќе видиш некоја жена се кара со сопругот. Ама женава која се кара со сопругот ги има истите манири како мајки која се кара со таткои. Значи женава е влезена во идентитетот на мајки. И она таков има надмен став. Абе, двојче, абе, тргај ми се. Абе, тили. Знаеш, едноставно, на некој начин, има некој став, кој што е толку арогантен, толку надмен, ама тоа она не е. Гледате, тој став го имала мајка и, која се карала со таткои, ама бил успешен. Гледате, мајка била доминантната. Мајката била таа која што била шефот по дома. Така? И она влегла во незиниот идентитет. Сега, од друга страна го имаш незиниот сопруг кој што е влезен во идентитетот на неговиот татко, па се тера со псовки, мајки и шајки и тоа на српски, зашто татко ми сурогник бил. И одеднаш ја гледаш кавгава и гледаш дека нит дечково е у свој идентитет, он е у идентитет на татко му, девојчево е у идентитет на мајка и сега ти мислиш дека имаш кавга со двајца луѓе? Не. Овдека се барем четворица у оваа кавга. Значи, она со незината мајка, он со неговиот татко и точно е маја циркус на крај. Така, поради тоа што имате групна расправија, не знаеш кој е во тој момент. Така. Сега, како да знаеме кој од овие работи сме ги превзеле од некој друг човек? Ќе ви поставам едно интересно прашање. Гледайте, на кого личите кога се лутите или буните? На кој вака подсеќате? Кога сте љути или кога се буните, на кого наликувате? Тато. Така. Или некој ќе рече мама. Гледате, тоа се шаблони, тоа се умствени шаблони во кои што кога ќе влеземе, тешко е да излеземе и не само тоа, дечки, она што се случува, кога ќе влеземе во тој идентитет, ги уништуваме сите околу нас. Ај ќе го повторам ова. Вики на вујкот и ја имав на вујко ми, да. Милјанче, ти си на тато. Добро? Океј, интересно. Гледате, целата идеја е дека со тој идентитет во кој што ќе влеземе, слушнете го ова, ги правиме другите да се укриво. Како? Не знам. Не знам кој ви е идентитетот. Ама многу интересно следно што ќе го кажам. Значи, у идентитетот во кој што ќе сте, ќе се обедините со тој идентитет да доминирате врз околината.
Како? Замислете, имал некој дечко татко кој што го тепал цело време. И овој ќе стане таков агресивен, доминантен, своето дете ќе го тепа, сопругата може ќе ја тепа, он е у туѓ идентитет. Така, у идентитет на татко му. Интересно е дека можете да видите дека он преку тој идентитет доминира, така? Лесно е. Но знаете дека можете да доминирате и во идентитет на жртва? Колку пати сте виделе луѓе кои што изиграваат жртви, но се фактички во некој идентитет кој што кога бил жртва, добивал многу внимание и на тој начин доминирал. Гледате, можете да влезете и во идентитет на жртва. Можеме да влеземе во... и влагаме. Некојаш сме доминантни, некојаш ќе влеземе во идентитет на жртва, можеме да ги шалтаме овие идентитети многу често и можеме на тој начин да бидеме многу различни други луѓе, ама не сме ние. Тоа е факт. Така? Тоа е факт. Сега, ја, например, во животот имам многу ставови добиено од мајка ми. Мајка ми прекрасна жена беше. Кај мене во фамилијата беа сите уметници, но мајка ми имаше еден став. Гледате, ја имам и од татко ми, од мајка ми, предпоставам дека и ви имате, но мајка ми имаше став еден, дека имаше на тема пари. Жената повеќе проблем од татко ми. Татко ми можеше да има многу пари да креира и бевме во една фамилија која што, ајде да кажеме, беше висока средна класа, но мајка ми се плашеше да имаме толку многу пари. Зашто не знам, веројатно од дедо ми, од татко и. Така. Сега незиниот став се фатив дека јас сум го земал порано на тема пари. Така, на некако таа идеја што имате, тој став ве кочи во животот. Фактички тие идеи од туѓи идентитети не се ваши идеи. Тоа се идеи на туѓи луѓе. Тоа не се ваши мисли, ама вие кога ќе влезете во тој идентитет, фактички ги наследуваш и мислите на тој идентитет. Ја фактички ги имам мислите на мама, стравовите на мама, ставовите на мама, или мислите и ставовите на тато. Затоа што кога си во тој идентитет, ти не си ти ги зимаш тие ставови како да си облекол некој туѓ мантил и сега шеташ во животот со тој идентитет. Сега, чудно е ова што ќе го поставам како прашање, но зашто ви служи? Е прашањето. Зашто ви служи? Гледате, зашто служи тој идентитет? Може би имаме земено идентитет на жртва. Зашто служи тој идентитет? Па добивам внимание. Знаеш, кога сум жртва, од девојка ми или од, не знам, дечкото или од жена ми или од сопруга, добивам внимание. За нешто ни служат тие идентитети. Но целата поента е дека ние, за да влеземе во туѓ идентитет, мора прво да сме имале неуспех во нашиот идентитет. Гледате, ја ако имам постојано успех во мојот идентитет, нема да влезам во туѓ идентитет. Ви текнува на примерот на почетокот, да, или за заштита љупка, или за доминација. Што и да е, зависи кој идентитет што прави. Гледате, можете да имате идентитет кој што е целосно доминантен и он сака да доминира со тој идентитет. Или имате човек кој што е влезен во идентитет на жртва или земал идентитет на, не знам, на друг човек, на вујко му, кој има истиот став на тема жени како вујко му. Знаете, он го сака. Замислите, имате некој дечко кој што го обожава вујко му. И вујко му доаѓа еден ден, и вујко му е таков боемчина, и вујко му е тој кој што ти доаѓа и ќе ти рече, слушај, немаш да им веруваш на жениве. Погрешен став. Ама, ти затоа што многу го сакаш вујко ти, одеднаш почнуваш понатаму да го глумиш подсвесно тој идентитет, ама кога си во тој идентитет ги имаш и тие мисли, и одеднаш почнуваш да имаш проблем со жени затоа што не им веруваш. Затоа што во тој идентитет, гледате, тоа се мислите. Така? Или кој да, може да му идол, но и не мора да му идол маја. Знаете зошто? Поради тоа што многу често, колку пати ви се случило, точно е дека многу често влагаме во туѓи идентитети кај луѓе кои што многу ги сакаме. И особено кога ќе починат. Гледате, или кога ќе ги загубиме тие луѓе. Тогаш па особено се нагласува тоа. Зошто особено се нагласува тоа? Затоа што, ајде да ви го кажам, да се вратам на мојот пример, кој што успев да го избегнам. Така, татко ми беше лекар и се татко ми сакаше јас да бидам во неговите чевли, да бидам лекар. И особено, кога почина татко ми, имав притисок од моите роднини
од моите комши да го наследам делото на татко ми. Гледате, луѓето сакаат да го наследиш ти некого. Абе, зашто имам ја да наследувам било кој, јас сум си ја? Тоа се случува дури и кај малите деца. Колку често ви се случило, детово сака некоја идеја и нешто сака да биде, и татко ми или мајка му ќе му речат, не, ти ќе бидеш ова, не, ти ќе бидеш она. Од која причина, не знам, ама сака да им наметнат туѓ идентитет. Не, детово не може да биде тоа што е. Поради тоа што луѓето околу него знаат најдобро за него и сака да му наметнат идентитети кои што воопшто не се природни или пријатни за детево. Детево мора да го оставите да го избори, да се избори за својот идентитет. Гледате, може би детево даден, и ќе ви кажеме на друга приказна за идентитети, како идентитетите не значи дека во еден период ако не сте успеале со тој идентитет дека е лош тој идентитет. Така, ајде да се вратиме на детството. Работев со едно детенце, имаше 12 години тогаш кога работевме, доаѓа и ми вели, вика, Жаре, имам проблем, ми вика. Му викам, како ви имаш проблем? Кажи ми што проблем имаш. Ми вика, имам проблем на школа. Викам, што ти е проблемот на школа? А вика, не сум фраер. Ме зачуди дето, викам, како? А вика, не сум фраер. Му викам, како мислиш не си фраер? Па вика, така, не сум фраер. Му викам, ти сакаш да си фраер? А вика, тешко е да си фраер, ми вика. Дето му вика, тешко е да си фраер. Му викам, зошто е тешко да си фраер? Па вика, треба да сум ваков на училиште. Вака да ги гледам девојчињата. Треба да не им обраќам внимание. Треба да се карам со нив. Гледате, затоа што за него, он гледајќи ги другите момчиња во школа кои што се однесуваат како фраери у наводници, тоа сме го правеле како фраери. Гледате, тоа бил нашиот идентитет на фраер. Така, не обраќаш внимание на никого, ти си интересниот, сакаш да добиеш внимание, ама никогаш не ćeš да даеш внимание на други луѓе. Гледате, вашиот идентитет, ова сакам да го запамтиме, вашиот идентитет, вие сте у вашиот идентитет, кога сте заинтересирани за другите луѓе. Вие сте секогаш во туѓ идентитет, кога сакате да сте интересни. Сега, ајде ова да го разјасниме малку. Како е ова вака? Замислете го сега детенцево кое што кажува дека у суштина му е тешко да е фраер. Зошто му е тешко да е фраер? Затоа што тој идентитет на фраер во тој момент добива внимание, ама тој идентитет е интересен, не е заинтересиран. Така? Ако сум јас заинтересиран, ја немам внимание на мене. Целото внимание ми е на вас. Целото внимание ми е на другиот човек. А ако сакам да сум интересен, тогаш ќе почнам да се дерам, да викам, ќе сум жртва. Зашто? Затоа што ми треба внимание мене. Тогаш не сум ја у мојот природен идентитет. Вашиот природен идентитет е секојаш интерес кон надвор. Секојаш кога сакате да имате интерес кон вас и за вас, само за да добиете внимание од некој друг човек, секогаш ќе излезете надвор од вашиот природен идентитет кој што го имате. Гледайте, за ова младо момче, гениалче, ми вика, тешко е да си фраер, поради тоа што за децава не е природно да се фраери така. Не е природно да сакаат внимание. Значи, што ми вика? Вика, тешко е да си фраер. Зашто? Вика, вака треба да ги гледаш девојчињата. Треба да немаш домашно на училиште. Треба да си гласен на час. Гледате, тој е фраер. Ама што е тоа? Тоа е интересен. Сакам внимание, дај ми внимание, дај ми внимание, дај ми внимание. Или ќе видите некој девојче, пап, се фрцка со тоа косичето или ќе се дотера. Нема внимание за другите луѓе околу неа, ама само интересна. Прчла. Така, ама тоа е незиниот идентитет. Тој идентитетот кој што добива внимание од другите луѓе, ама тој идентитет ќе има многу поише проблеми понатаму во животот. Може у тој момент и успеал да добие внимание од останатите, ама со тој идентитет ќе има многу проблеми. Зошто? Затоа што кога ќе си го најде мажот, пак ќе остане прчла, пак ќе сака да добива внимание, пак ќе сака она да е главната, пак ќе сака да е интересна, сем ако не работи на себе. Така? Но гледайте што се случува. Имавме со мојата пријателка Наде Молеровиќ еден многу убав проект како да си на вистински фраер. Го правевме во основа.
Вистински фраер за мене е некој кој што е заинтересиран за другите луѓе, кој што сака да помага на другите луѓе. И тогаш сме во нашиот идентитет. Ви текнува порано, кога ќе излезевме во некој кафич, така ќе седневме вака на шанк, ќе земеш пијачка, пиеш, ја гледаш девојкава која што ти се допаѓа, ама муабет уопште не ја правиш, никако муабет да падне. А и она е дојдена со уште две другарки што те гледаат преку рамо, ама она као не те гледа, ама другиве две те пратат. Дал ти ја гледаш, дал не ја гледаш, ама тоа е цел филм. Така, у кафичов, ама никој со никого муабет не прави, ја е интересен, она е интересна. Ја пијам виски, така, и не обраќам внимание и некои глупости правам за да добијам внимание, и она е у истиот тој идентитет на јас сум интересна, не ти обраќам тебе внимание, немам комуникација, ама има две другарки со неа, кои што постојано те пратат, дал ќе погледнеш, дал нема да ја погледнеш. Така, ви се случило ова некојаш, предпоставувам, дека и на вас ви се случува, или на помладиве што ме гледаат, дека се уште им се случува. Зошто? Поради тоа што сакаме да сме интересни. Ма тоа не е нашиот природен идентитет. Ете, не е нашиот тоа природен идентитет, тој е туѓ идентитет. Тој е идентитет од некој филм. Ете, тој идентитет на, не знам, на некој кој што сме го виделе, кој што привлекол внимание. И сега да се вратам на приказкава, ти си интересен на шанк, девојкава интересна на шанк, ќе заврши гледањето тој кафич, ќе отидеш од друг кафич, па од трет кафич, па од диско, и така 2 месеци. И така 2 месеци. Така, 2 месеци го правиш тоа, и на крај кога ќе придеш на девојкава, за да и се запознаеш и да и направиш муабет, девојка вака ќе те погледне и ќе рече: Селјаков. И го Селјаков муабет ми прави. И сега ти се чудиш, си викаш, што е поентата на излагањето во кафич? Така, само треба да се гледаме, треба да сме сите интересни, ама никој од нас не смее да е заинтересиран поради тоа што тоа не е фраерски. Ама знаете што? Во животот, на крај, така ќе дојдеме во оваа возраст, или помлади, или како и да е, и ќе отидете во на некоја прослава, или на некоја забава, и ќе сте вие единствениот кој што е заинтересиран и кој што сака да ги слуша луѓето. Сите други се интересни. Ете, не обраќаат внимание, сака да добијат внимание. Ама на крај на таа забава, сите ќе прашаат за вас, ќе речат: кој беше овој кој што само слушаше? Кој беше овој кој што ништо не каже, ама само слушаше? Поради тоа што е реткост да сте заинтересиран денеска. Многу е лесно да сте интересен. Ама кога човекот, овој господин Хабард, филозофот кој што го сакам, за кој што ќе ви покажам скалата, вели кога човекот станува интересен, почнува да има многу проблеми во животот, поради тоа што станува материјален. Сте виделе луѓе кои што сакаат да се интересни со Поршето, со Ролексот, со која кошула ја облекол, какви патики, не дај Боже да не му се Nike, не дај Боже да не е Лакоста маицата, не дај Боже да не облекол Шанел, или да не облекла Шанел, или што и да е ташнава. Гледате, имате луѓе, и не викам за сите, гледате, имате луѓе кои што сакаат материјални работи, ама не се зависници од нив, тоа зборев минатиот пат, ама имате луѓе кои што за да го добијат идентитетот, тоа го прават преку материјалните работи и преку облеката, и преку фирмата, и преку што ќе носам, и преку кај ќе искачам, и не дај Боже да не ме видат во тој кафич, или морам да идам во тој ресторан за да бидам ин, или морам да бидам популарна за да излезам со тоа друштво, и така натаму. Гледате, сето тоа ви кажува колку често излагаме од нашиот идентитет само да бидеме прифатени од друштвото. Колку често вие сами не си се сакате и правите компромис со тоа што сте, само за да бидете прифатени и почнувате да бидете кловен у друштво, само за да ве сакаат? Ете, тоа е излагање од вашиот идентитет. И после еден период се заборавате дека вие тоа не сте. Ете, тоа станало ваш живот. Поради тоа што дури целата таа скала на емоции која што ќе ви ја покажам е скала на различни идентитети, ама вие сте во вашиот идентитет. Само кога се наоѓате во овие жолти тонови. Гледате, ова е вистинскиот ваш идентитет. Ова сте вие. Развеселеност, естетика, ентузијазам, расположеност. Ова бил таткови. Гледате, ова бил таткови. Ова бил таткови. Ова бил таткови.
непријателство, лутина, омраза, огорченост, можеби мајка ви било тоа. И сега ние се наоѓаме во таа улога. Или можеби мајка ми била на страв. И женава се плашила од се и се што. Така, и сега ја имам страв, очај, тага, загриженост, што и да е. Гледате, ова е единствениот идентитет кој што сте вие. Ова сте вие. Ова се капути од други луѓе кои што сте ги собрале. Ма знаете колку интересно? Дал сте виделе дека некогаш прифаќате дури и идентитети од луѓето со кои што сте уврска. Ви се случило некогаш да видите некоја девојка била во некоја врска каде што можеби дечкото ја третирал неубаво. Ама она била окей, она била кул, она била добра, она си била у својот идентитет. Се растурила таа врска и она е во наредната врска и колку често незиниот став и начин на однесување е како незиниот бивш дечко или незиниот бивш маж. Ви текнува како викаат стариве луѓе кои живеат толку многу заедно, еден на друг се наликуваат, тоа е влагано у туѓ идентитет. Дури наликуваат и на нивните домашни миленичиња и ова не се шалам. Имате некој човек кој што ќе почне да личи на кучето свое, на мачката своја, затоа што влага у тој идентитет. Го превзема. Тоа се ова е можда малку почудно, како? Но не знам ја како влага тој идентитет на куче или на мача, ама знам како влага идентитет на својот татко, поради тоа што он има снимки од тоа што татко му го зборел и татко му го правел. Гледате, татко му го носел качкетот наопаку и се он го носи качкетот наопаку. Татко му јадел со нож и он јаде со нож. Татко му легнувал попладне да преспе и да удри дремка со кравата и он го прави истото. Така. И тоа е превземање на туѓ идентитет. Колку често ќе имате некој детенце 16 години и одеднаш ќе ти даде некој политички став за ВМРО, за СДС или за што и да и си викаш, овој го слушаш татко му што збори. Така децава млади кои се расправаат за политика, тоа се само идеи и ставови од нивните родители. Ништо друго. Он не ни знае зашто е за СДС или за ВМРО. Не знае. Ама знае дека татко му е и дека така треба да биде. И одеднаш ги наследуваат тие ставови. Така децава многу интересни се. Тие се во туѓ идентитет. Не се во свој идентитет. Не знае зашто е тоа така. Гледате, нема ни свој став. Едноставно го превзел како идентитет. Дека мора да гласа за таа партија, толку е. Он е во тој идентитет. Така да, она што сакам да го кажам е дека доколку не почнеме да размислуваме што е тоа што сме ние, што е тоа што ние го сакаме, зашто ние имаме афинитет, што е тоа што знаете што, можеби јас сум мек човек и сум добар човек и однаш ќе бидеш со некој, ама тие сакаат груп маж и се одеднаш да им се додвориш на нив, ти стануваш груп. Зошто? Поради тоа што го менјаш твојот идентитет. Зошто? Поради тоа што не ти го одобриле твојот идентитет. Најубаво е да бидете со луѓе кои што ќе ви го одобрат идентитетот кој што е ваш природен. Многу често кога сте во околина кој што не ви го одобрува идентитетот кој што сте, само за да бидете прифатени, ќе почнете да го менувате идентитетот. Гледайте, може би еве и формулата и равенката за како да останеме у свој идентитет. Не барајте да ве прифатат и немајте стрв да се согласувате со другите луѓе. Бидете своји. Ете, на крај секојаш тоа се исплати. На крај секојаш оригиналниот човек е тој кој што е најинтересен, поради тоа што не сака да е интересен. Гледате, он е заинтересиран. Човекот кој што е заинтересиран. Гледате го Илон Маск, гледате ги сите овие гениалци, тие се заинтересирани за нешто. И тие на крај стануваат интересен. Но не сакаат да се интересни, не мора да се интересни. Јас сакам да јас сум заинтересиран за вас, заинтересиран сум да ви го споделам ова знаење и можеби сум ви интересен, ама јас сум интересен заради тоа што сум заинтересиран, за да ви го споделам ова знаење, за да можете да имате подобар живот. Можеби ги следите моите емисии, у моите емисии сум многу заинтересиран, многу фокусиран да го пренесам знаењето и можеби поради тоа сум ви интересен. Но мојата поента не е да сум интересен. Мојата поента е да сум заинтересиран и да помагам на околината. И кога тргаме со тој став да помагаме и да бидеме заинтересирани,
за околината, тогаш остануваме во нашиот идентитет. И знаете што, ако не му се допаѓа тој идентитет на вашиот сопруг, или на вашата сопруга, или на татко или мајка, имајте храброст да истраете во тој идентитет. Поради тоа што сте размислили дека ако истраете во тој идентитет, на крај ќе ги привлечете точно оние луѓе кои што ќе го ценат и ќе му се восхитуваат на идентитетот во кој што природно треба да сте. Да, свој на своето. Поради тоа што ако јас не сум у мојот идентитет, прво нема да го сакам животот. Зошто некогаш луѓето ги имаат сите проблеми, трауми, депресии? Многу често ќе имате човек кој што е во депресија поради тоа што у неговиот живот имало депресивен човек. Не се шалам? Имате луѓе кои што се цело време у страв и у паника поради тоа што мајка му цело време била у страв и паника. Мајка му била паничарка. Ете, паничала за се. И сега тој паничи. Тој е у страв. Знаете како ова настанува? Настанува на тој начин што некогаш толку ги сакаме некои луѓе и толку сакаме да се со нас, што ги носиме во нашиот живот преку драматизирање или покажување на некои карактеристики кои што тие ги имале. Може, татко ми толку многу ми фали да морам да се здебелам како него. Видите, не е генетика. Не станува збор за генетика. Станува збор дека се додека бев во идентитетот на татко ми, го имав истото стомаче како тој што го имаше. И на крај само требаше да сватам како да излезам од тој идентитет за да ославам. Размислете, може би сте имале некоја комшика која што била пунички и дебелки, која што секогаш би била благонаклонета кон вас и која што секогаш била добра душа. И поради некоја причина сте рекле, јас треба да сум добра душа у животот, и за вас синоним за добра душа е некој кој што е пуничок и кој што е малку дебел. И сега со тој став дека вие мора да бидете добра душичка у животот, кој што на никого нема да му сгазне на жуј, ама таква добра душичка за вас е некој пуничок човек. И одеднаш не генетски, психички почнувате да ја креирате дебелината на човекот кој што фактички подсвесно може би многу го сакате и кој што може би ви фали. Ова е нов начин на размислување како да ослабиме. Ви го кажам ова искрено. Бев во идентитетот на мојот татко и бев плюс 20 кила од ова што сум сега. Колку луѓе знаете кои што го имаат истиот телесен проблем поради тоа што некој од нивните и пак луѓето го сведуваат се до тоа на генетика. Не викам дека нема и генетиката удел. Но она што сакам да го кажам е дека има многу поголем удел психичкиот дел отколку физичкиот дел. Поради тоа што кога на крај ќе сватите дека можеби јас не морам да сум жената која што ќе биде добра у душичка и која што ќе биде многу блага и ќе биде многу сочувствителна и многу емпатична со другите луѓе, ама таа женичка била пуничка и сега девојчево затоа што она и била сојузник. Сојузник и била во нејзиниот живот, ја заштитувала. Девојчево за таа личност постојано да биде со неа. Гледате, она станала таа личност. И она станала дебелка. Поради тоа што во нејзиниот подсвесен ум, таа дебелка, фина, пуничка жена е таа која што ја давала живот и која што го одобрувала нејзиниот идентитет. Ете, може би тука е причината. Ето, може би ова е малку подлабоко размислување, ама е нов приод. Нов приод. Знаете, можеме на многу начини да сватиме во чив идентитет сме. Некојаш сме како расипана плоча и ги кажувам истите работи што тие луѓе ги збореле. Некојаш псуеме и ги користиме истите псовки како тато. Некојаш сме толку дрски и арогантни како мама. Еднаш работев со една жена која што имаше многу војнички став. И ми вика, Жари, имам проблем со луѓево кои што ги водам, а беше раководител, поради тоа што вика, не ме сакаат, ама јас сум таква. И се она ме убедува дека е таква. Ама јас сум таква. Јас сум, знаеш што? Абе нема тука трте мрте. Абе или го знае или не го знае. Се ја ќе го тинтрам. Што сега? Па така е, па глупи се бе, Жаре, прости се. И сега ти ја слушаш жена и си викаш, кој би сакал да е околина на ваква жена? Кој? Ова има проблем со мажот, ако уопште има маж. Има проблем и со сите други луѓе околу неа, поради тоа што со тој арогантен и надмен став, секако дека женава ќе ги брка сите луѓе околу неа. И знаете што, почнам да зборувам на тема умот.
почнав да зборувам на дадени теми кои што се овие, кои што ги зборам со вас, и викам, окей, ајде само присети се, кој во твојот живот го имал тој надмен став, арогантен, војнички став, дека треба сите да ве подреди у фамилија. А викам, мајка ми беше таква, викам, мајка ми не редеше сите. Ете, она е мајка и, затоа што мајки била војникот, мајки ги стројала. Сте имале мајка која што не ви покажувала љубов и незиниот став бил дека со многу љубов и многу афинитет ги размазуваш децата? И мајката секојаш ти покажувала љубов у наводници преку тоа што те карала, никогаш не ти дала. Сте имале ситуации каде дојат таткото и мајката, особено мајката или кој да е, и ке дојат некои ваши пријатели и роднини и они ке ве пофалат и мајка ти ке рече како да не ги фали, толку не се такви. Ти кажеш, што се случува? Зашо мајка ми никогаш да не ме пофали? Зашто ја не сум никогаш добар за мајка ми? И после еден период, вие почнувате да го третирате детето на ист начин, како што не сте сакале мајка ви што ве третирала. Зашто? Поради тоа што сте станале мама. Затоа што сте станале тато. Зошто? Поради тоа што не знаејќи како, во даден период у животот не сме успеале со нашиот идентитет и сме морале да влеземе во идентитет на друг човек. Ајде наједноставен пример ке земеме. Имате сопруга или имате девојка и ти се убаво сакаш да ја кажеш, така у твој идентитет си, високо по Хавардовата табела на емоции сте високо, ама жена бере не се разбира. И после пола саат ти прекипува, све пајаш на црвените тонови и си кажеш дај сликата од тато, ама татко ти псувал на српски и однаш почнеш да редиш све, однаш си тато. Ама кога си тато, сопругава или девојкава заќутуе. И одеднаш почнеш погрешно да мислиш, ова е идентитетот што ќе ја донесе жена ми у ред. Гледате, тоа е грешката. Тоа е грешката. Поради тоа што кога сте људ, прво, вие имате неубави чувства. И второ, почнуваме да драматизираме луѓе од нашето минато. Се што сме требале да направиме е да останеме високо со емоциите. И да имаме истрајност, да бидеме добри, да бидеме културни, да бидеме љубезни. Поради тоа што колку често сте пробале на тој начин, не иде. Ке дојдете у банка, ке дојдеш на шалтер, сакаш со трпение и одеднаш ке ти се спојат жичките умот, краток спој ти се прави и одеднаш од тебе излага лавина на зборови. И одеднаш не си ти стануваш мама, ти стануваш тато, ама факт е дека у тој момент, како викаат луѓето, многу вика ми извади од кожа. Фактички што сакаат луѓето да кажат кога ќе речат ми извади од кожа? Ви кажуваат ме извади од мој идентитет. Ете тоа значи ми извади од кожа. Ја не сум веќе во идентитетот кој што сум сакал да бидам, ама не дал моментален резултат. Така. Поради тоа што ако вие не можете да го добиете тоа што го сакате во идентитетот во кој што сте, ама поентата да истраеме во тој идентитет. Затоа што во тој идентитет на крај ќе го добиеме баш тоа што го сакаме, на патот на кој што сакаме да бидеме. Зошто е ова битно? Затоа што ако ја влезам во идентитет на татко ми, набрзо почнувам да го застранувам од патот кој што е патот на мојот идентитет. Ако јас со мојот идентитет сум на еден пат и одеднаш влезам во идентитетот на татко ми, ја фактички го менувам патот целосно. Не сум на патот на мотивацијскиот говорник, туку набрзо ќе станам на патот на лекарот. И не дека тој пат е лош. И кажа во претходната емисија, затоа што сум општ лекар. Но не е тоа мојот пат. И колку често, влагајќи во улога на вашите родители, целосно се застраниле од патот, кој што некогаш сте мислеле да го одите. И сега поради тоа што не сте на тој пат, доволни се оправданијата, кои што секогаш се одраз дека сме сгрешили. Гледате, ако не сгрешиме, нема потреба од оправдание. Оправданијата се секогаш тука, фактички да ни кажат дека сме сгрешили. Поради тоа што ќе не си иначе оправданијата.
Мислам дека е храброст, пак да се вратам, да бидеме во свој идентитет. Не е лесно. Не е лесно да си заинтересиран постојано за другите луѓе. Најлесно е да си интересен. Нема ништо тука. Така. Ама луѓето кои што се интересни. Видовте Еми Уајнхаус, феноменален артист, како заврши, беше многу интересна. Така. Други луѓе, гледайте други луѓе, колку се смениле само за да бидат интересни. Секоја чест, но имате многу естрадни уметници, имате многу глумци, имате многу луѓе кои што се на сцена само да добијат внимание, и тоа стрв за внимание, почнуваат да затолкуваат со алкохол, со дрога, со други работи кои што фактички ги ставаат во целосно туѓ идентитет. Ете, туѓ идентитет. Знаете дека често пати луѓето посегнуваат по алкохол и по дрога само поради тоа што околината не им дозволува да бидат она кое што сакаат да бидат. Ете, околината ги супресира. Околината не ги прифаќа какви што се. И за да бидат интересни, за да ја добијат девојката, за да привлечат внимание, почнуваат да посегаат по работи од кои што подоцна не може да се откачат. Имаме многу примери за вакви нешта во нашиот живот. Но она што сакам да го кажем е, на крај секојаш се исплати да сме заинтересирани за околината, поради тоа што кога зборував за самоконтрола, гледайте, кога зборував за самоконтрола е поврзано со самоконтрола. Ме прашува кога човекот има најмногу самоконтрола. Знаете кога човекот има најмногу самоконтрола? Кога не мисли на себе. Замислете сега јас го држам овој лайв или имам сценски настап или имам емисија или имам предавање и одеднаш почнувам да мислам како изгледам ја. Дал треба вака да направам сега? Чекај да не треба се намрштам сега. Да, вака ќе изгледа боле ако ставам ракава или вака кога погледнам, фактички почнувам да го земам вниманието на себе. Тој како на еден тенисер, ако му речете како го држиш рекетот, он не мисли како го држи рекетот, он едноставно игра со него. Нема потреба да мисли на рекетот. Он е. И ако почнете да мислите на вас, поради тоа што знаете што, битието може да е се и ништо. Колку интересно. Едно битие, а ние сме духовни битија, може да биде се и може да биде ништо. Можам да бидам се и не морам да бидам никој. Ете колку е убаво дома кога ќе дојдете кога не морате да бидете никој. Ама убаво и кога можете да бидете секој. Како децата. Децата го прават тоа. Они кога си играат со аутца, со коли, може да бидат камионџија, може да бидат моторџија, може да бидат милицаец. Секој, затоа ги сакаат милицајците, затоа што може да бидат милицаец. Така и после некој време го гледаш милицаецот и ти си излегол на надвор од рамките на полицискиот час и почнуваш да негодуваш. Зошто не го сакаш поради тоа што не можеш да бидеш он? Треба да бидеме волни да бидеме другите, ама исто така и да бидеме своји. Поради тоа што кога зборувам со вас, можам да бидам вие, можам да ве разберам, ама знаете како? Само ако сум заинтересиран за вас. Ако сум интересен и ако го барам вниманието на мене, никогаш не можам да бидам вие. Никогаш не можам да бидам заинтересиран за вас. И никогаш нема да ви бидам интересен. Поради тоа што, знаете, имав една девојка во основно која што многу ја сакав и кога го осознав овој податок од филозоф Хабрат кој што ви го спомнав, сватив зошто таа девојка никогаш не ме сакаше мене, ја никогаш не ја заинтересирав. Викам, таа беше интересна, ми олесна. Сте имале некогаш момче, девојка која што толку сте сакале да ја заинтересиране, толку сте биле заинтересирани за неа, она била целосно интересна. Луѓе, сватете дека таа е интересна. Таа не е заинтересирана за никого или највише што ќе се заинтересира е за некој кој што дефинитивно не сакате да бидете, верувајте ми. Не сакате да бидете тој за која што таа ќе се заинтересира. Поради тоа што колку луѓето се поинтересни, се пониско по скалата на емоции, пониско се, стануваат материјални, стануваат символи, стануваат Nike, Porsche, Prada, Gucci, Louis Vuitton. Тоа е тоа што го стануваат материјални. И кога ќе станат материјални, тогаш плачат за внимание и за внимание од вас постојано, но тогаш тие се заробени, поради тоа што никогаш нема да се срекни, сем ако не добијат внимание. А вие можете да бидете срекни и без да добиете внимание,
Вие сте фактички најсреќни кога давате внимание. Гледате, таа е во стапицата, поради тоа што таа мисли, за да бидам среќна, морам да бидам интересна. И мојата среќа е само тогаш кога сите други ќе ми кажат дека јас сум кул или ќе ми дадат комплимент или што и да е. Среќата не доаѓа од таму. Ако сте среќни на тој начин, тогаш секогаш вашата среќа ќе биде условена од другите луѓе. Ама најубаво е да сте среќни поради тоа што можете да бидете секој и се и можете да бидете ништо. Фактички, тоа е убавината на филозофијата, поради тоа што духовното битие, знаете, нулата и бесконечноста се едно те исто. Знаете, можете да бидете се и можете да бидете ништо. Поради тоа што немате потреба да добиете внимание за да бидете. Вие сте. И колку е убаво и интересно кога вие давате живот и внимание на други луѓе. Поради вашето внимание и поради вашиот интерес за другите луѓе, вие на нив им давате живот. Кога сте заинтересиран, вие сте извор на живота. Кога станувате интересен и кога сакате да бидете некој друг човек, за да добиете внимание, вие сте во стапицата на животот и вашата среќа секогаш ќе биде условена од вниманието на другите луѓе. Океј, ви благодарам што бевте со мене. Се надевам дека ви се допадна. Бидете заинтересирани, дајте им живот на другите луѓе. Едноставно бидете храбри да бидете вие и да годите вашиот пат. И ако имате околина која што не ве разбира и не ве почитува во тој момент, истрајте, поради тоа што тие истите луѓе на крај ќе ве почитуваат и ќе ви се восхитуваат, поради тоа што само така ќе бидете навистина слободно битие.